Благодарам, председателке. Почитувани колеги, овој амандман, можам слободно да кажам, почитувана македонска јавност, е врв на политичкото лицемерие. Да бараш продолжување на рокови, динамика да зборуваш, за динамика, за обезбедување на дополнителни средства 1,2 милиарди денари, а зад себе да оставиш незавршени проекти, да оставиш пустош. Оној кој требаше да го заврши проектот Охрид-Кичево беше бившиот министер Благој Бочварски и никој друг. Тој ветуваше во 2020 година дека до 2023 ќе биде завршен и пуштен во употреба автопатот Охрид-Кичево. И сега се чудам на храброста и на политичкото лицемерие, како тука со кој образ да излези буквално точно Благој Бочварски и да ни зборува за продолжување на рокови, за завршување на проекти, за слабости во реализацијата на проектите и да бара дополнителни средства, иако знае дека за се оно што зборуваме, суштината на овој ребаланс на буџет е зголемување на средствата за капитални инвестиции за 4,5 милиарди денари или за историски 14,5% повеќе средства за реализација на капитални проекти во Република Македонија. Навистина, колега Бочварски, ви се чудам на храброста и, како што кажав, политичкото лицемерие, кога ова го правите. Вас сите добро памтиме, памти македонската јавност, како бившиот председател на Социјалдемократскиот сојуз и премиер Димитар Ковачевски на јавни настапи, митинзи на вашата политичка партија ве скориваше во стала, стани Благојче да те видат како ќе го завршиш проектот Охрид-Кичево. И јас сега, кога сам немаш срам, би ти рекол, седни Благојче, скри се, покри се, не зборувај за Охрид-Кичево, бидејќи тоа е најголем политички срам што еден политичар може да го доживее. Бивши министер кој ништо не направил, оставил зад себе пустош, не реализирал никакви проекти и сега ни држи предавање овдека, бара дополнителни средства, иако знае дека оваа влада со овој ребаланс обезбедува 14,5% повеќе средства баш за реализација на овие капитални инвестиции, меѓу кои е Охрид-Кичево, кој за некој месец, знаете и вие, колега Бочварски, дека ќе биде пуштен во употреба. Веќе е патот завршен. Да биде иронијата поголема, ВМРО-ДПМН го проектираше тој проект, тој пат. ВМРО-ДПМН го започна, обезбеди средства, ВМРО-ДПМН ви го стави со 50% изграден автопат и вие за толку години, за 7 години не направивте ништо, автопатот уште не е пуштен и остана ВМРО-ДПМН да го заврши и да го пушти во употреба. Затоа ќе ве молам, кога зборуваме, да зборуваме со факти, со аргументи за она што е направено, што е реализирано. Она што вие требаше да ни го кажете, ако бевте добар министер и ако имате образ да излезете тука да зборувате за реализирање на проекти, требаше да ни го кажете, јас дојдов, го начекав автопатот во таква состојба, го реализирав, го завршив и сега возат автомобили по тој автопат. И веќе неколку години е во употреба. Тоа требаше вие да го кажете, а не закочување на цели туристички сезони во изминатиот период, на цел еден регион, држење во една таква изолирана лоша состојба. Тоа требаше да го кажете. Но вие тоа не го направивте. Излеговте на избори, бевте казнети од македонските граѓани, добивте многу малце гласови и имате само 18 пратеници и сега, без никаков страм, вие, кој требало, плата сте замале за тоа, за да го завршите, да го направите, да го сработите, не сте го сработиле, платата не сте се ја заслужиле и сега овде ни кажувате како требало да се работи. Навистина е лицемерно. Благодарам.
Реплика